Денеска денот го започнуваме со првата дама на македонската костемографија, госпоѓа Елена Дончева. Имено госпоѓа Елена е една од најплодните автори кога си има во предвид оваа професија. Дипломира во 1967 година на Академијата за примената уметност во Белград. Работи како костемограф во македонската телевизија од 1967 година до 1975 година и во Македонскиот народен театар, опера, балет и драма до 2001 кога заминува во пензија. Ово утро ќе ни открие нешто за нејзината професија и всушност кои се самите предизвици кои што ги носи професијата костемограф. Госпоѓа Елена, добро утро и добро дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро и ви пожелувам убаво утро и на здравје кафе пиење. На здравје и на вас. Се разбира дека ни започнува убаво со оглед на тоа дека првото кафе го пијам заедно со вас. Како ви започнува едно вообичаено утро? Дали можеби сте кафеџика? Порано пред многу години бев кафеџика, додека пушев. Меѓутоа одавна веќе од 80 година ја не пијам кафе, нити пушам. Си реков од утре ти си Елена не пушач. И нарочно си спровоцирав, си сварив кафе, го испив и до ден денеска ретко кафе пием. Мојот утренски ритуал е топла вода со лимон, па потоа чај пием, па потоа доручекот. Тоа ми е веќе уназад многу години истиот ритуал. Вие сте позната како првата дама на македонската костемографија. Во својата богата кариера имате реализирано околу 370 костемографии за опера, балет, телевизиски серии. Какво е вашето работно искуство до сега? Огромно. Прво вработување ми беше во телевизија. Телевизијата тоа време имаше голема продукција, многу се снимаше. Од серии, од ТВ филмови, ТВ драми, разни емисии музичко од забавен карактер. Така да имаше доста и импровизации. Не можевте да направите она што ќе замислите. Имав среќа што постара колешка која работеше во МНТ тогаш. Така, сите три ансамбли беа во едно. Балет, опера и драма. Замина во уметничкото училиште, па јас упаднав на нејзино место. Театарот пружа можности да се реализирате, затоа што скоро секој представа како сакате, така ја правите. Да, по мој избор, нормално со договор со режисерот, кореографот. Така да, тоа моја беше среќна околност. Затоа што само ја бев работена као костемограф во театар. Во другите театри немаше вработени костемографи. Има многу тешкоти. Прво од финансиска природа, затоа што од секогаш тоа било проблем. Нема доволно средства, па вака треба да се крати, па треба. Тогаш до душе немаше ни голем избор на материјали, немаше увоз. Беше ограничен изборот. Немаше избор на бои како што сакате. Јас правев костими од материјали кои не се стандардни, да кажеме, за костимографија. Од порхет, бебешки запелени, тогаш се користеше, од газа, од мрежи за комарци, од какви не материјали. Меѓутоа, со моја умешност и јас доста боев материјали, нијанси и колори кои сакав да ги постигнам, јас самата ги боев и ги сликав костимите. Така да многу материјали кои беа ефтини на сцена делуваа многу богато и раскошно. Тоа беше мојот креативен удел. Колку време ви беше потребно да ги подготвите тие костими за една театарска представа, пример? Многу различно, знаете што. Накажеме Веселата вдовица операта, ја спремивме за 17 дена. Знаете што значи тоа? Хоро да го облечете, секој хориста беше посебен модел. Имате
балет, во секој скоро опера има балет. Така да со голем ангажман на работилниците успеавме да извадиме представата која беше многу успешна. За себе имате долго искуство во креирањето на костими. Дали има разлика во однос на креирање на костими за театарска представа и за телевизиско шоу? Која е онаа главна разлика? Во театарот имате драмски представи, оперски представи, балетски. Телевизијата е друг спектар на емисии. Имате од музичко-забавен карактер и таму има ТВ драми и таму има ТВ филм. Значи, професионално пристапот е секаде ист, меѓутоа зависи што ќе снимате. Цела Југославија имам работено представи, надвор од Југославија, во Германија, Русија, во Москва имам работено 2 представи. Каква е разликата да се работи во странство, а како кај нас? Има голема разлика. Разликата е што таму постојат професионални као фабрики, да ги наречам. Јас ги нарекувам фабрики, затоа што работат многу уметнички кадри се ангажирани. Да кажеме во Русија една мастерскаја, така е викат фабрика за сценски костими, каде што се ангажирани академски обучени сликари кои го бојат материјалот, други го обработуваат орнаментиката, трети, да кажеме, доваѓаат работилниците, кројат, шијат, апликации се прават. Кај нас костимографот, ако сака нешто да постигне, но мора многу да се ангажира сам. Јас сама сум боела, сама сум апликации закачувала, не сум ги шиела, меѓутоа 90% мој ангажман бил присутен. Има ли некоја работа во странство која ви оставила голем впечаток? Пример Русија, напоменавте Германија, некоја представа за која сте работели? Сега ќе ви кажам, кога ќе погледате какви све костими прават, виде да се откажете. Зошто? Затоа што од замислата која ја имам, од скицата, ја не постигнем ни 50%. А таму во Русија кога работев, има раководител на оделот кој ги прима скиците и се договарам со него. Тоа истото ми се случи во Германија. Не ми дозволија да влезам во работилниците. Све што требе, има посебна соба со разни каталози на материјали, дали се работи за рококо, барок или модерна. Избор на узорци, материјали, од тие ќе одберам, они набавуваат. Не едам по продавници како тука, поорганизирано. Така да ја превземат они работата и ја после само на пробите доваѓам во работилниците, артистите или балетските играчи или оперските, да сум присутна да видам дали е тоа во ред. Ја кај нас сум присутна цело време. Подуќени да одбирам узорци на материјали, па да бркам набављач, па цел процес од една работилница до друга и јас самата го правам. Дали секогаш зависи од костимографот, како ќе ги создаде самите костими, или некогаш зависи од актерите, односно моделите кои што ги носат самите костими, како ќе ги износат на сцена, односно дали ќе ги износат правилно? Да ви кажам, во главном не сум имала проблеми, нормално има од природа на практичност или непрактичност, тоа веќе на генералните проби некои реагираат. Се што е до мене, нормално костимот ја не го носам, не е модна ревија да се прошета, актерот го носи, мора да биде мобилен и да функционира. Така да од тој карактер сум имала некои проблеми и сум ги решавала. Меѓутоа има и некои други кои се непрофесионални од нивна страна,
Има некои актери ќе рече оваа боја не ми стои мене. Ама викам, ја не правам приватно костим за вас. Ја правам за ликот. А поединачно не правам костим, правам комплетна слика на сцената, на цела представа. Од драматуршки секој лик е различен карактер. Ја преку костимот всушност ја кажувам својата приказна. Кој знае да чита, кој е обучен и едуциран театарски, знае да го прочита и костимот. На самиот крај сакам да напоменеме нешто и за вашите реализирани изложби. Имено и ние имавме можност да присуствуваме на една од вашите изложби во културно-информативниот центар, вашата последна изложба. Каде се имате досега реализирано изложби и дали можеме и некоја од нив била и во странство? Па во странство немам изложби. Тука неколку. Има прва изложба во Драмски театар, тоа на самите почетоци. Потоа имав во рамките на Млад отворен театар, во Прилеп за фестивалот Војден Чернодрински, во МНТ 70 години кога славеа, 90% беа моите костими изложени на кукли, така да може да рачунам дека и тоа е моја изложба и сега ова последнава. Се надевам дека ќе имате уште изложби и дека ќе дојдеме таму на лице место и ќе поразговараме за нив. Па да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави, тоа е најбитно и најважно од се. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми е драго што направивме убаво интервју и го пиеме нашето прво кафе. Благодарам и на телевизија Телма и на гледачите ги поздравувам. Се најубаво.